Секој понеделник редовна рубрика Здрав живот, а денеска во неа говориме за тиквата. Сезоната на тиквата започнува на есен, а завршува пред крајот на зимата. Поради нејзината ниска калоричност, а висока хранлива вредност, тиквата се смета за особено нутритивно сконцентрирана храна. За хранливоста на тиквата и зошто е добро да се конзумира во студените есенски денови, утринава разговараме со нашата следна гостинка, нутриционистката Тања Турунџиева. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на македонската телевизија. Тиквата е растение кое што потекнува од Централна Америка и воедно представува синоним на здрава храна, богата со богати хранливи вредности кои што може да се конзумираат во овие студени денови. Уште позната под името есенска кралица, секогаш е меѓу првите препораки на нутриционистите кога станува збор за овој период од годината. Зошто е тоа така? Апсолутно, тоа е есенски плод, не дека ја нема, има и летна тиква, меѓутоа карактеристично е за тиквата дека важи за есенски плод, односно дека по некако е вкусно и по се користи во периодот кога настануваат есенските денови, односно почетокот на зимата е најавата на појавата на тиквите на пазарите, што значи дека токму во овој период е и наменета за консумирање. Интересно е што ја има во најразлични форми, со најразлична дебелина во обвивката, меѓутоа нејзиниот органски состав е исти. Внатре во самиот плод на тиквата се наоѓаат и семките кои што се искористливи и од големо значење за самата тиква. Самата портокалова боја ни говори дека во себе содржи големо количество на каротени, и тоа и бета и алфа каротени кои што придонесуваат да ни го јакне имунолошкиот систем, да е за подобра кожа и подобра коса и е вклучителна во сите оние антиоксиданси кои што ги за да се елементарно врзе и за да ни помогне околу имунолошкиот статус, односно за подобрување на самиот имунитет. Незината целулоза и структура на самата тиква е придонес за нашиот организам за добро и редовно празнење на нашиот дигестивен систем, односно редовна столица, регулирање на сите оние кои што имаат затвор или обстипација, како и да придонесува да ни работи нормално ендокриниот систем, односно растретувачки делува на нашиот панкреас, кој што ако е оптоварен, го дисбалансира ендокриниот систем, значи иако делува дека е сладка и избалансирана со белковини и аглехидрати и обично велат дека диабетичарите треба да бидат предпазливи, мораме да напоменеме дека и tekako не е забранета, а и за дечињата кои што наполнуваат 6 месеци по нивната возраст до 6 месеци, мајките слободно можат да ја вклучат во нивната секојдневна исхрана. Покрај тоа што содржи бета-каротени, изобилува со големо количество на железо, на магнезиум, на Б витамини, B1, B2, B3, B6, како и фолати. Изобилува многу со железо, бакар, калиум, магнезиум, има релаксирачко дејство и нејзиниот состав кој што е исклучително богат со влакна, карактеристично е дека целосно влијае на нашиот систем. Има диуретичко дејство, се препорачува особено оние кои што имаат артритични промени, како и за гихтот, што значи дека со ово променливо време нема лошо да ни дојде во вечерните часови и да се стоплиме, а и добро на организмот релаксирачки да направиме една чорба од тиква, која што ќе биде што побогата и што поколоритна, а може да се консумира на најразлични начини. Споминавте, кога веќе ги споминавте комбинациите, тиквата е вкусна, разновидна и може да се додаде во исхраната на многу лесен, но и на иновативен начин. На кој начин се можеме да искомбинираме тиквата во нашата исхрана токму во овој есенски период од годината? На секаков начин може да се искомбинира, значи можеме и како чорба да биде и солена приготвена, што малце не секојдневно и специфично за овој наш менталитет, меѓутоа најчесто кај нас се консумира во печена форма,
Особено сме познати дека ја печеме никако во вечерните часови, меѓутоа може и чорба во комбинација со повеќе зеленчуци. Јас едноставно, ако е вкусна, ја јадам и сирова, ништо не може да биде, затоа што често знам да наречам и македонска банана, затоа што по нутритивни вредности и елементи е тука некаде, меѓутоа е многу поздрава, да кажеме, од бананата. Најразлични рецепти постојат, меѓутоа се во зависност од потребите и од вкусот на оној кој што ќе ја консумира. Меѓутоа, да напоменеме и како друг факт е дека и семките се искористливи, имаат многу големо значење и хранливост, бидејќи во својот елементарен состав не можеме да ги користиме како цели семки или да се исцедат како ладно цедено масло од семки од тиква. Се користат најчесто за најразлични намени, особено кај машката популација, која што треба да го изрегулира ендокриниот систем или пак да го зголеми количеството на тестостерон во самиот организам, и не дека е нешто што не е препорачливо за женската популација, меѓутоа еве како податок за сите оние кои што имаат некаков проблем од тој тип. Одлични се за регулирање на маснотиите во крвта, содржат големо количество на есенцијални масни киселини и со самото нивно консумирање се подобрува анемичната состојба, која што е исто така многу честа во есенскиот период заради преодното време кон зимата, односно самиот наш организам се подготвува за зимскиот период, што значи дека ако ги консумираме сите оние плодови кои што се во овој период, имаме благодет токму затоа што самата природа ни ги создала да бидат наменети за периодот во кој што ќе се консумираат. Треба да знаеме очигледно само правилно да ги искористиме во контекст на нашата исхрана. Нездравата исхрана, транзицијата кон друга сезона на што претходно го споминавте, се едни од најчестите причини за слабење на нашиот имунолошки систем. Тиквата е доволно богата со хранливи материи кои што може да го зајакнат имунолошкиот систем. Во кои состојки конкретно се согледува оваа нејзина улога во контекст на нашето здравје? Обострано и во месото на тиквата, дури има и луѓе кои што ја консумираат и луспата, самата кора, меѓутоа треба да ја биде добро измиена. Сепак не знаеме од каде потикнува и нели каде е никната. Меѓутоа генерално самиот состав и на семките и на тиквата носат благодет и јакнење на имунитетот, затоа што изобилуваат со многу витамини и минерали. Еве за компарација, ако сакаме да компарираме, значи една табла на чоколадо целосна по нутритивна вредност е сладка, меѓутоа тиквата со нејзиниот состав 14.475 пати е поздрава од самото чоколадо. Значи, еве како компарација за сите оние кои што бројат калории или пак се намнение дека консумирањето на големото количество на тиква може да ги изголеми килограмите, напротив, многу погрешна заблуда. Покрај тоа што го јакне нашиот имунитет, внимаваме и на нашата линија, затоа што е многу хранлива, брзо не заситува, има нискокалорична вредност, а и за сите оние кои што треба да внимаваат на килограмите, многу често треба да се консумира. Значи, иако е донесена нели со цел порано важела за храна на сиромаштите или храна на стоката и на животните, можам комотно да кажам дека со сега веќе есенски плод или летен плод, меѓутоа во моментот актуелен есенски плод кој што и текако влие многу позитивно за целиот наш организам, метаболизам, ендокрин систем, а најмногу за јакнење на нашиот имунитет кој што треба да го чуваме секој ден.
што значи дека и повеќе од неопходна во контекст на нашето здравје. Апсолутно. Како и другите продукти, така и тиквата содржи одредено ниво на шеќери. Овако начнавте претходно во вашите одговори. Дали се тие впрочем опасни и колку се согласувате со ставот дека вклучувањето на тиквата во исхраната може да помогне во контрола на дијабетесот и нивото на шеќер во крвта? Апсолутно. Уште на самиот наш разговор кажав дека многу поволно влијае на панкреасот и го подобрува самиот ендокрин систем. Разликуваме многу различни типови на шеќери, така да тиквата спаѓа во тие нутритиви кои што имаат корисни шеќери, односно корисни јаглехидрати и нејзиниот сооднос, особено заедно со нејзините семки присутни кои што имаат избалансирани јаглехидрати и белковини, не се тој тип на шеќери кои што и tekako може. Значи, расчистивме уште еден парадокс или заблуда кој што често се гаи дека тиквата е премногу сладка и дека сите оние кои што имаат дијабетес не треба да јадат. Напротив, од најмалата возраст, од 6 години до наполнување, нели, на 86, од 6 месеци до наполнување на 86 години нема никакви забрани за консумирање на тиквата или некој кој што треба да ја избегнува од исхраната. Само треба да е правилно искомбинирана и нормално да внимаваме на кого ја сервираме, ја даваме и кога ја консумираме. Се со цел максимално да ги искористиме сите нејзини придобивки. Меѓу бројните придобивки на редовното консумирање тиква и здравата кожа. Кои се оние состојки кои што придонесуваат за подобар изглед на нашата кожа? Само што напоменав, значи бета-каротенот е виновникот за нашата убава кожа, за наш убав тен, за наша убава коса. Таа е баш во целиот нејзин состав комплексна во однос на присуството на каротените, што значи дека има и алфа и бета каротени. Дури и во семките има големо количество на витамин Е. Има и во нејзината целосна структура, едноставно е придобив за целата наша кожа и за пигментот на кожата, за одржувањето на разните кожни екземи или елиминирањето или целосно како комплексна, како есенски комплексен плод се препорачува за сите оние кои што сакаат и витко да изгледаат, и здраво да изгледаат, а и да имаат убав тен, тогаш на трапезата мора да биде застапена тиквата. И на тоа ќе додадам и оние кои што сакаат да имаат подобар вид, со оглед на тоа што тиквата дефинитивно влијае врз нашиот вид позитивно. Апсолутно. Истражувачите велат дека 80% од луѓето кои што страдаат од недостаток на серотонин имаат навика да конзумираат тиква, односно позитивно влијае всушност тиквата врз нивото на серотонин и помага за поквалитетен сон. На кој начин? На тој начин што самата комплексна нејзина структура на витамини и на минерали, особено со присуството на магнезиумот и на Б витамините во нејзината структура, кои што релаксирачки делуваат, и присуството на триптофанот придонесува да тиквата важи за зеленчук кој што го подобрува расположението и едноставно го дига серотонинот, се разбира хормонот на среќа, кој што сите имаме желба да го и самите комплексни јаглехидрати кои што ги содржи во себе и tekako. Значи, за сите оние кои што несрекно се случуваат или кои реагираат на променливо време, сега имаме турбуленции на променливо време, па и самото расположение некогаш паѓа со тоа променливо време, што значи дека тиквата не случајно е плод на есента, токму заради повеќе елементи.
Споминавме, тиквата можеме да ја конзумираме на најразлични начини. Се смета дека сокот од тиква делува како одличен диуретик за отстранување на токсините од нашето тело и на остатоците и може да биде вклучен во оние диетални диети. Во која мера треба да се конзумира истиот? Има ли некакви ограничувања? Во комбинација со други овошји, со зеленчук, зашто да не? Јас на почетокот ви напоменав, дури јас ја консумирам и сирова, што значи дека со внесувањето на самата тиква како сок, покри таа што може да се јаде, може и да се пие како сок, и факт е дека има диуретичко дејство и токму помага за исфрлање на отровите, не само во дигестивниот систем, него и често мокрење, помаѓа и при гихтот и самото тоа, значи го намалува ацетилурикулумот, односно моќната киселина во нашиот организам, така да може да се става во соковите, меѓутоа ако ја употребуваме за некоја одредена регулација на здравствен проблем, регулирање на некое пореметување, тогаш се пие као концентрат и не повеќе од 3 пати на ден по 100 мл. А ако ја ставаме во комбинација со друго овошје и зеленчук, тогаш апсолутно можеме да ја дадеме во разредена со вода нормално и да ја консумираме во текот на целиот ден. Тања, благодарам за одвоеното време и гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Сезоната на свежа тиква само што започна, бројни се придобивките од нејзиното конзумирање, останува само рационално да испланираме на нашето дневно мени во овој период од годината. Апсолутно препорачливо е, барем во вечерните часови сега кога ќе залади времето, да консумираме најразлични видови на чорби од тиква, која што и ќе не згреја и ќе направи благодет на нашиот организам и метаболизам. Ви благодарам на поканата. Ќе се видиме ние во следна прилика со нова тема од интерес за нашите гледачи. Благодарам.